Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, ако имате Библија до себе, ќе ве замолам да ја отворите кај глава 26 од Евангелието според Матеј. Денес ќе завршиме со обработка на оваа глава. Се наоѓаме во оној дел во кој се опишани настаните кои претходеа на Исусовото распнување. Ова се настаните кои се случија пред тој да биде распнат за моите и вашите гревови. Во претходната епизода видовме како Господ Исус им кажа на учениците дека кога ќе стигнат во Ерусалим за време на Пасхата ќе биде предаден. Неговите непријатели беа одлучни да го уапсат и убијат, но првично тие сакаа да го сторат тоа после празникот. Сепак, на крај се исполнија Исусовите зборови, бидејќи тој е во контрола на се. Потоа Исус и учениците беа гости во домот на Симон Лепрозниот. Кога ги читаме Евангелијата, добиваме впечаток дека Исус речиси никогаш не престојуваше во градот Ерусалим навечер, туку секогаш користеше прилика да посети некој од своите пријатели во околните населени места. Кога Марија ја помаза неговата глава со скапоцен парфем, апостолите се побунија и индиректно ја обвинија дека се однесува неодговорно. Но Марија го стори тоа бидејќи знаеше дека Исус ќе умре на крстот. Потоа ни е запишано предавството на Јуда, односно начинот на кој тој се договори со религиозните водачи да им каже каде е Исус за да го уапсат. Тоа е всушност запишано во оваа глава и наскоро ќе ги читаме тие стихови. Пред да се случи тоа, Господ Исус и учениците отидоа во така наречената горна соба, во која тој им кажа дека еден од нив ќе го предаде. Секој од нив погледна кон себе и го поставија прашањето: дали сум јас тој? Тоа е добар знак, кој укажува на тоа дека учениците беа доволно свесни, за да знаат дека секој од нив има капацитет за такво зло. Стихови 23 до 25. А тој им одговори и рече: оној што макна со мене од чинијата, тој ќе ме предаде. Синот пак човечки, вистина си оди, како што е запишано за него, но тешко му на оној човек преку кого синот човечки ќе биде предаден. Подобро ќе беше за тој човек да не се беше родил. А Јуда, што го предаде, одговори и рече: да не сум јас рави? Му одговори: ти рече. Во Евангелието според Јован читаме дека откако Исус ги изговори овие зборови, Јуда ја напушти просторијата. Стих 26. И кога јадеа, Исус зеде леп, го благослови, го прекрши и откако им го даде на учениците, рече: земете, јадете, ова е моето тело. И кога ја зеде чашата, заблагодари, им даде и рече: пијте од неа сите, зашто ова е мојата крв на новиот завет, која се пролева за мнозина, за простување на гревовите. Овие стихови всушност го означуваат воспоставувањето на Господовата спомен вечера, позната како причест. Стих 29. И вам ви велам, зашто од сега нема да пијам од овој лозов плод, се до оној ден кога ќе пијам нов со вас во царството на мојот Отец. Ова значи дека доаѓа ден кога Божјото царство ќе биде целосно воспоставено, во кој Господ Исус ќе земе удел во причеста заедно со сите негови следбеници. Стих 30. И откако испеја благодарствена песна, се искачија на Маслиновата гора. Со овој стих се завршува првиот дел од оваа глава. Почнувајќи од стих 31, имаме нов контекст на разговорот. Тогаш Исус им рече: сите вие ќе ме оставите уште оваа ноќ, зашто е напишано: ќе удрам по пастирот и овците од стадото ќе се разбегаат. А по воскресението мое ќе отидам пред вас во Галилеја. Тогаш Петар му одговори и рече: дури и сите да се соблазнат поради тебе, јас никогаш нема да се соблазнам. Петар како да сакаше да каже: не знам за другите, може би на нив не можеш да им веруваш, но на мене можеш да сметаш во секое време. Проблемот е во тоа што Петар не се познаваше себе си доволно. Стихови 34 и 35.
Исус му рече: вистина ти велам, уште оваа ноќ пред да пропее петел, 3 пати ќе се одречеш од мене. Петар му кажа: ако затреба дури и да умрам со тебе, нема да се откажам од тебе. Истото го говореа и сите ученици. Петар се заветува дека нема да го предаде Христос. Но нашиот Господ рече дека уште таа вечер, пред петел да запее, тој 3 пати ќе се одрече од него. Писмото ни сведочи дека токму тоа и се случи, но за тие стихови ќе размислуваме подоцна. Ќе продолжиме со читање. Стихови 36 до 39. Потоа отиде Исус со нив на едно место, наречено Гетсиманија, и им рече на учениците: поседете тука, додека отидам онаму да се помолам. И кога ги поведе со себе Петар и двајцата Заведееви синови, се натажи и почна да тагува. Тогаш Исус им рече: смртно е нажалена мојата душа. Останете тука и бидете будни со мене. Оддалечувајќи се малку, падна ничкум, се молеше и говореше: Оче мој, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша. Сепак, нека биде не како што сакам јас, туку како што сакаш ти. Навистина би сакал подетално да го обработам овој настан, но ќе го сторам тоа при проучувањето на некое од другите евангелија. Она на кое сега треба да обрнеме внимание е следново. Страдањата кои Господ Исус знаеше дека ќе ги искуси, беа најтешките страдања во историјата на човештвото. Оној кој беше безгрешен и совршен, дојде на овој свет да умре за нас кои сме грешни и се освен совршени. Во одредена смисла, би можеле да кажеме дека тоа воопшто не е фер, бидејќи ние сме тие кои требаше да понесат таква казна, а не тој. Но, Исус го направи сето тоа, за да може да не спаси. Во писмото се вели дека оној кој не знаеше за грев, стана грев за нас, за ние да ја добиеме неговата праведност. Господ Исус беше свет и неопоганет од гревот, но нашиот грев беше причината поради која се даде на крстот. Мислам дека станува збор за вистина, која колку и да се обидуваме да ја објасниме, сепак дел од неа ќе ни остане мистерија. Но токму на крстот на Голгота, каде се чинеше дека тој искуси голем пораз, Исус ја извојува најголемата и најважната победа во историјата на човештвото. Таму на себе ги зеде гревовите на светот, а писмото вели дека секој кој верува во таа негова жртва и секој кој ја прифаќа ќе добие простување на гревовите. Што се однесува до неговата молитва во Гетсеманската градина, јас сметам дека иако не е запишано во Евангелијата, сепак и во тој момент беше искушуван од сатаната. Продолжуваме со читање, стих 42. Повторно отиде и се помоли, говорејќи: Оче мој, ако не може да ме одмине оваа чаша без да ја пијам, тогаш нека биде волјата Твоја. Преку овие зборови Господ Исус ја прифаќа волјата на таткото. Некои луѓе тврдат дека тој се обиде да ја избегне смртта на крстот, но јас сметам дека тој едноставно се подчинува на татковата волја и покрај тоа што знаеше дека му следат големи страдања. Стихови 43 и 44. Кога дојде, пак ги најде како спијат, зашто очите им беа натежнале. Тогаш ги остави, отиде и се помоли по 3 пат, изговарајќи ги истите зборови. Очигледно е дека учениците кои дојдоа со него беа многу уморни и затоа заспаа. Јас се уште сметам дека тие не беа свесни што следува. Да знаеа што ги чека, може би немаше толку лесно да заспијат, туку ќе се молеа заедно со Господ Исус. Ова за жал е соодветна слика на некои христијани денес. Наместо да бидат будни во молитва, тие се наоѓаат во духовен сон. Стихови 45 до 47. Потоа дојде кај учениците своји и им рече: Се уште спиете и почивате. Ете, наближи часот и Синот човечки се предава во рацете на грешниците. Станете да одиме. Ете си приближува оној кој ме предава. Додека тој уште говореше, ете Јуда, еден од 12, дојде и со него многу луѓе со ножеви и колови, испратени од страна на првосвештениците и старешините народни.
Можеби една од причините зошто првосвештениците и старешините испратија многу луѓе со ножеви и колови беше фактот што тие знаеа дека Исус може да направи чуда. Предпоставувам се пресметаа и дојдоа до заклучок дека ќе е подобро ако пратат поголема толпа, која ќе има поголеми шанси да го уапси Исус. Тоа е една можна причина, а другата е нивниот страв дека ако Исус е уапсен, ќе бидат потребни голем број на војници кои би се спротивставиле на неговите следбеници и поддржувачи. Стихови 48 до 50. А оној што го предаваше им беше дал знак велејки: фатете го тој што ќе го бакнам. И веднаш се приближи до Исус и му рече: те поздравувам, Рави. И го бакна, а Исус му рече: пријателе, зошто си дошол? Тогаш пристапија, положија раце на Исус и го фатија. Некои од теолозите сакаа да дебатираат дали Јуда бил предодреден да го направи ова дело, а тоа би значело дека немал избор. Иако сметам дека таквите дебати не водат никаде, сепак мојот став е следниот. Ако Јуда немал избор, тогаш тој не бил човек, туку програмиран робот. Се разбира, тоа не е вистина, бидејќи Јуда бил човек со слободна волја, кој одлучил да го предаде Господ Исус. Да, вистина е дека постои пророштво кое вели дека еден од оние кои се најблиски до Исус ќе биде предавник, но тоа не значи дека Јуда немал слободна волја. Но, и покрај тоа што Јуда го предаде, сепак Господ Исус во текстот се уште го нарекува пријател. Моje лично мислење е дека со таквиот пристап, Исус како да сакаше да му каже на Јуда дека се уште има време да се покае и да го побара неговото простување. Но, оваа кратка средба помеѓу нив двајца не беше последната шанса за покаяние на Јуда. Откако Исус беше уапсен и однесен на судење, Јуда дојде во храмот и им призна на првосвештениците дека предал невина крв. Тој им ги фрли златниците кои ги доби за неговото предавство и отиде да се обеси. Ако Јуда не се обесеше, туку отидеше кај Господ Исус и побараше прошка за своето злодело, јас верувам дека ќе ја добиеше таа прошка. Јуда имаше можност да се врати назад кај Христос, но не го стори тоа. Секој може да дојде кај Христос и да побара простување, но за жал, и денес голем број на луѓе не го прават тоа. Стих 51. И ете, еден од оние што беа до Исус, протегна рака и извади нож, па го удри слугата на првосвештеникот и му го отсече увото. Знаете за кого станува збор, нели? Ова е дело на апостол Петар. Претходно Господ Исус му кажа дека уште пред да запее петелот, тој 3 пати ќе се одрече од него. Сега пак Петар се обидува да се докаже и затоа извади нож и му го отсече увото на еден од оние кои дојдоа со Јуда. Петар повторно се обиде да го спречи Исусовото одење на крстот. Стихови 52 и 53. Тогаш Исус му рече: врати го ножот во ножницата, зашто сите што се фаќаат за нож, од нож ќе загинат. Или мислиш дека не можам да го помолам сега својот Отец да ми прати повеќе од 12 легиони ангели? Исус како да вели: не ми треба твојот нож. Не дојдов да се борам против религиозните водачи. Јас дојдов на овој свет за да умрам за гревовите на луѓето. Стихови 54 до 56. Но како ќе се исполнат писмата ако ова не стане? Потоа Исус му рече на народот: како на разбойник сте излегле со ножеви и колови за да ме фатите. Секој ден седев со вас, поучувајќи во храмот и не ме фативте. Но сето тоа стана за да се исполнат пророчките писма. Тогаш сите ученици го оставија и се разбегаа. Матеј повторно нагласува дека ова што се случува е исполнување на пророштво од писмото. Сега доаѓаме до третиот дел од оваа глава, кој започнува со стих 57. А оние што го фатија Исус го одведоа кај првосвештеникот Кајафа, каде што беа собрани книжниците и старешините. Од Евангелието според Јован дознаваме дека и тестот на Кајафа стоеше зад сето ова, но засега Исус е донесен пред Кајафа за да му биде судено. Луѓето кои требаше да му судат
веќе се договорија дека ќе бараат смртна казна за него. Стих 58. Петар пак одеше по него одалеку, до дворот на првосвештеникот, и влезе внатре, па седна со слугите за да го види крајот. А првосвештениците и старешините и целиот Синедрион бараа лажно сведоштво против Исус, за да го погубат и не наоѓаа. И макар што пристапија многу лажни сведоци, не најдоа, но најпосле дојдоа двајца и рекоа: овој кажа, можам да го урнам Божиот храм и за 3 дни да го созидам. Вистина е дека Господ Исус зборуваше за рушењето и созидувањето на храмот, но тоа се однесуваше на неговото тело. Стихови 62 до 64. Тогаш стана првосвештеникот и му рече: ништо ли не одговараш? Што сведочат овие против тебе? Но Исус молчеше. А првосвештеникот му рече: те заколнувам во живиот Бог да ни кажеш, ти ли си Христос, Синот Божи? Исус му одговори: ти рече, ви велам одсега ќе го гледате Синот човечки како седи одесно на силата и како доаѓа на небесните облаци. Кога Исус одговори со зборовите ти рече, тоа е исто како да кажа: да, јас сум тој кој велиш дека сум. Но потоа тој продолжи и му откри на првосвештеникот уште еден дел од неговиот идентитет, имено дека тој е оној кој наскоро ќе седне од десната страна на небесниот татко. Патем, тој се нарече себе си Синот човечки, титула која се јавува во книгата на пророкот Даниел, а и пророкот Езекиел ја користеше. Ова е име кое се однесува на неговата божественост. На религиозните водачи сигурно им беше позната оваа фраза, затоа и реагираа на следниот начин. Тогаш првосвештеникот ја раскина облеката своја и рече: овој хули на Бога. Каква потреба имаме повеќе од сведоци? Ете, сега го чувте неговото хулење. Како ви се чини? А тие одговорија и рекоа: заслужува смрт. Тогаш го плукаа в лице и го удираа по образите, а други го тепаа и говореа: проречени Христе, кој те удри? Овие луѓе на вистина го мразеа. Знаете, и денес постојат многу луѓе кои вистински го мразат Господ Исус, односно неговата добрина, праведност, светост и љубов. Тоа на луѓето им доаѓа сосема природно. Ако Бог не ги просветли нашите срца, во нас нема да има љубов кон Христос. Забележете како религиозните водачи се однесуваа кон него. Го плукаа, го удираа, се исмеваа со него. Јас верувам дека кога Господ Исус би дошол повторно на земјата, многумина ќе се однесуваат кон него на сосема ист начин како и религиозните водачи. Не само тоа, туку тие си играа со него. Го удираа и бараа од него да погоди кој го удри. Замислете, тој можеше да го спречи сето тоа со само еден збор, но ги претрпе тие страдања поради нашите гревови. Стихови 69 до 75. А Петар седеше надвор во дворот и се приближи до него една слугинка и му рече: и ти беше со Исус Галилеецот. Но тој се одрече пред сите, велејки: не знам што зборуваш. А кога отиде кон вратата, го виде друга и им рече на оние што беа таму: и овој беше со Исус од Назарет. Но тој пак се одрече со заклетва: не го познавам човекот. Малку потоа се приближија оние што стоеа таму и му рекоа на Петар: навистина, и ти си од нив, зашто и говорот твој те издава. Тогаш тој почна да се колне и се заколна: не го познавам човекот. И веднаш запеа петел. И се сети Петар на Исусовите зборови што му ги рече: уште петел пред да запее, 3 пати ќе се одречеш од мене. Па излезе надвор и горко плачеше. Петар не ни беше свесен колку е слаб. Господ Исус се молеше за неговата вера да не потклекне целосно. Но доброто е во тоа што Петар барем се покаја за својот грев. Во следната глава ќе размислуваме за судењето на Исус и неговото распнување. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо.
Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.